Јас кажав дека јас најдобро ги знам грешките и ја преземам одговорноста. Но исто така, тука пред вас завет давам дека ден и ноќ ќе работам заедно со мојот тим. Иста реторика, само различен председател на СДСМ. На раководството во Социјалдемократскиот сојуз им стана пракса на изборите да бараат прошка од граѓаните. Ковачевски, како и неговиот предходник Заев, во изборната кампања им се извинуваше на граѓаните за грешките кои ги направиле. Пред само 5 години, екс-премиерот велеше дека ја сватил пораката на незадоволство што граѓаните му испратиле за време на првиот круг од председателските избори. Секако дека ќе има чистка и секако дека ќе расчисти. Што видовме дека некаде се нема доволна капацитетност да се прими честа дадена од нашиот народ и да му се служи на народот. И тоа јасно и гласно ни го кажаа граѓаните на најелегантниот демократски начин. Ама апла да ни кажат: ало, мерувај таму нешто, оти не ти чини работата. Како тогаш, така и сега. Покрај партиските лидери, на јавноста се извинуваше и дел од раководството на СДСМ. Не е страшно да погрешите, но е доблесно да се извините за грешката. Благодарност за граѓаните за оваа опомена што ни ја пратија. После изборите ќе се утврдува индивидуална одговорноста на секој поединечно во рамки на институциите кои што ги предводи. Имам и морална должност да ја предам и оваа метла за онаа чистка што треба да се направи. Да. Како неверен партнер, СДСМ и овој пат од граѓаните не бара втора, туку трета шанса за да се поправат. Извинувањата на Заев следеа по преспанскиот договор и законот за употреба на албанскиот јазик, како и ред други скандалозни одлуки кои го одбележаа неговото владење. Сега, кога најкрупна одлука на Ковачевски беше прифаќање на францускиот предлог, во кој се протнаа бугарските ултиматуми, останува граѓаните да пресудат дали и по трет пат ќе ги прифатат апелите за прошка на социјалдемократите.